Почитувани гледачи, ова е првата епизода од втората сезона од емисијата Митови факти. Јас сум Срđan Ивановиќ и ви ветувам дека и во наредниот период ќе се обидувам да ги носам најинтересните гости кои што можат да се пронајдат во оваа наша земја. Како куса најава за оваа емисија, само би започнал со тоа дека живееме во едно многу интересно време, додека живееме во баналноста на нашите животи. Тука со мене е Мирослав Грчев, познат архитект, творец на нашето знаме и што уште не. Добар ден. Добар ден, Ирам. Дадов една куса најава која беше парафраза од една ваша, мислам дека е последно објавена колумна, во која што вие алудирате на сложеноста на времето во кое што живееме сега, мислам на светот, мислам на глобални ранки, а сепак нели сите сме ние затворени во нашата секојдневница и во нашите животи, го пиеме нашето утринско кафе, одиме на работа, се враќаме од работа, ги правиме ние најбанални работи кои што ги имаме, додека нели некаде некој часовник одбројува и кога некои светски лидери едноставно не умеат да се договорат. Како тоа да го објасниме подобро? Гледајте, човечкиот мозок практично не е направен да секој ден да решава големи проблеми. Ние сме продукт на една милениумска еволуција на видот, во кој што практично и еволуционо сме ставени у ситуација обратно од она што изгледа дека станува покомплексна околината човекова. Ние сме ставени практично секој поединечно у се поаутоматизирана, побанализирана, потривиализирана ситуација на живење и нашиот мозок практично се бави со економирање на своите проблеми и на нашите, нели? И тоа на тој начин што сака да ги автоматизира колку што е можно повеќе функциите во денот. Така да за мозокот најлагодна, лежерна ситуација е кога ние практично можеме целиот ден да го поминеме на автопилот. Значи се будиме, пиеме кафе, кој како, значи, тоа се навики, јас ги нарекувам, нели, автоматизми. Тоа се навики, тие влегуваат во стратегијата, економската стратегија на мозокот. Навиките му возможуваат да тој не ги решава секој чекор што седи пред вас, да го решава. Замислете си вие ваква ситуација. Нели, сите зборат, ние сакаме промени, промените се она што е добро, промените носат. Има една цела парадигма од минатите половина век и повеќе, дека се што е ново е подобро од старото, дека е тоа основна одлика на прогресот, а прогресот е она што практично се случува во светот во овие последни пола или цел век, или еве ако закачиме од просветителството сигурно и од индустриализацијата. 2 века да кажеме. Вие велите пар векови. Да, пар векови. Вашата колумна. Елем, таа економизација уствари оди во токму во спротивна насока од промените. Всушност, ако погледнеме малце повнимателно, ние сме најуплашени
од промени. Меѓутоа, тоа е прашање не само на размера, туку и прашање на квалитет, на кој ниво се случуваат промените. Да кажеме, ние сакаме промени, али површински. Значи, сакаме да смениме застарени алишта со модерни. Сакаме да купиме нов телевизор, нов автомобил. Нешто што е од оваа површнава зона на опрема, која што може да биде и, нели, како што го спомнавме, автомобилот, и статусен символ, да биде многу поважен него што де факто е, символички многу поважен, но тоа се све површни промени. И меѓутоа ние го генерализиравме дека сакаме промени, дека промените се оние што го носат доброто. Гледате овој наш пат, макотрпен пат во место нискал кон Европа, евроинтеграции, цело време оди со слоганот, со транспарент, промени, реформи, ги викаат. Потребни се реформи овде, реформи овде. Реформи на она што е добро не се потребни. Потребни се реформи на она што е лошо, не функционира, или е болно, или така. 40 пати изреформиравме се и се што пазат. А веќе реформите стана како оправдание сами за себе. Исто како и промените. Поголем дел од кампањите политички зборуваат за промени, на овој или на оној начин. Па дури овие што беа на власт велат промените продолжуваат. Сите. Слоганот беше така. Значи, менувањето и дали се тоа реформи или се промени по себе, останаа знак дека се априори позитивни, што е најдалеку од вистината. Ниту во Вселената, ниту на нашиот свет, ниту во нашите животи е тоа така. Колку се промените побрзи, толку се поштетни за човекот, колку се потемелни квалитативно, толку се поубиствени за човекот. Мозокот воопшто не е направен да се соочува со премногу промени. Замислите вие ситуација во која се будите и гледате дека покривачот кој се будите е првпат го гледате во живот. Дезен материјал, тоа е нешто не познат. Прво што ќе направите, ќе се залепите од ужас на плафон. Затоа што ќе помислите дека се будите од кошмарен сон, дека не знаете кај се. Кој ќе погледнете да станете, и овде видите површина за која што не знаете што е. Не знаете дали е бездна, дали е вода, или е тло, дали е цврсто, или е меко, дали кој ќе застанете, ќе се скрши трула даска и ќе пропаднете 3 спрата подолу. Значи, во свет во кој што пребрзо се случуваат промени, кои што се во неконтролираните зони на сигурноста, безбедноста, на микросветот кој не сака да се промени. Затоа што сака да работи на потполна верба, слепа верба, односно на иси исклучен мозок, кој што во стресни ситуации работи нели оној двоен F, како го викаат, реакција, адреналинска реакција, flight or fight. Значи, да се бега или да се бориш. Или да се бориш. Најмногу се бега. Ние имаме варијанта која што е поприлагодена на нашите борбени способности, имаме да бегаме или да легаме. Да, тоа е више. Тоа е нашиот микрокосмос. Но да се вратам на оваа психолошка приказна.
која што просто човек кој ќе види, кој ќе ја спроведе консеквентно, ќе види дека промените се најстрашна работа што може да му се случи на човека, на човештвото, на природата, на екологијата и така натаму. Нашата состојба на организмот, физиолошка, се вика хомеостаза. И тоа значи, доаѓа од два грчки збора, тоа значи, како да речам, себеслична состојба. Значи, ние успеваме Одржиме привид некаков за нас. Да се одржуваме, да се препознаваме са бајле која ќе станеме на огледало, да тоа биде оној лик кој што го паметиме од вчера. Во контекст на оние кошмари, последниот е, нели, од овие непознаници, кога вие ќе се конечно ќе дојдете до купатилот, ќе го пронајдете после шокови, дека не знаете кај сте и што ве обкружува, и во огледалото догледате, доволно е да догледате друг човек. Да. А да не речем да догледате некоја монструозна наказа. Тоа е крај на светот. Тоа психички, па и физички, човек не може да го преживее. Да, тоа е, нели, крајот на светот е добро, кажано онака малце колоквиално, последната страница од секоја света книга, нели? Или од секоја религија. И сега тоа е, нели, нешто што е едноставно се сваќало на еден или друг начин, но никогаш онака толку пластично како што можеме сега тоа да го Сега гледајте, попипаме. кога ќе видите, ова може да се спроведе, ова приказна за промените. Најде основна алатка и во логиката и во математиката е редукцио или дедукцио ад абсурдум. Тоа значи полека ги отвараш слоевите додека да доеш до абсурд. Кога ќе доеш до абсурд, тоа значи дека премисата со која си тргнал е погрешна. Сега абсурдот. Не, математички. Значи, до погрешен резултат, Да. или резултат кој што е абсурден, што значи дека таа метода е единствена метода за докажување. Практично и во математиката, и во сите науки, во логиката, инстинктивно и интуитивно, човекот ја применува во секојдневието, кога сака да донесе заклучок. Затоа ја ви ја изведувам оваа стилска вежба, тоа е дедукција ad абсурдум. Промените се ставени како априорна позитивна иднина. Иако не сме сигурни дека ќе донесат позитивен резултат. Никогаш не се кажува промени на што, врз основа на кои сознанија, колку темелни, колку брзи, за колку време. Пошто, кога ќе ја изведете сега, не, тук само промени, ново, тоа е добро. Зошто? Еве, можеме ова да ја спроведеме приказната што друго го сметате за најстрашно на свет, а се работи за промена. Кларна војна, Болест, пандемија. смрт, на близок. Кој сака да менува мајка? Мислам, абсурдно е и прашањето, нели? Така. Што значи, колку се работите поважни за нас, колку се поблиску до нашите животи, до нашите тела, до нашите души, толку ние помалце ги сакаме промените. Сега, тоа значи дека со оваа алатка премисата е новото е добро, промените се добри, и сега идеме консеквентно, само доведувајќи ја до абсурд. Тоа значи дека не се добри априори. Може би се нужни.
во некои ситуации. И нужните, логиката на промените секогаш треба да биде дека оние промени се добри, кои што повлекуваат најмала цена со себе. Значи, просто речено, за најмалку пари се купуваат и воедно чии што последици ги знаеме, односно последиците нивни се земени во предвид и кои што се или го унапредуваат нашиот живот во смисла на овие квалитативни, важни слоеви кои што се најблиску до нас и најблиску до идентификацијата наша. Пошто нашата идентификација е прво со нас самите, со свеста, потоа со нашиот лик во огледало, потоа со првите околу нас, родители, браќа, сестри, значи семејство, деца. И потоа се шират, слоевите на идентификација се шират. На мало, односно село, на прва заедница, па потоа на четврт, на град и конечно оние најабстрактните и најзлоупотребуваните се идентификациите со нација, со вера, со политичка партија или движење или нешто што е веќе толку далеко од нас, што би требало да биде последно. Ке нас е прво, ке нас е екзистенционално. Повторно ќе видите, општествата или луѓето, каде што тоа им е поважно од ова најблиску, се ставени во толку глупа ситуација и самите да се блиску до абсурдот. Да ве цитирам уште еднаш, а вие во таа пригода го цитирате Хегел, велите единствено што сме научили од историјата е дека ништо не сме научили од историјата. И тоа, за жал, се повторува постојано. Историјата не се повторува, но се римува. Значи се случуваат слични работи. На Марк Твенјата. Да, на Марк Твенјата, да. Или пак, не знам, Ајнштајн рекол дека не можеш два пати да направиш иста постапка, а да се надеваш на различен резултат. Тоа е. Да. Тоа е. Сега, дали е тоа резултат на лоши ученици или на нешто друго? Кога велам лоши ученици, тука тоа ми е персонификација на министерката за надворешни работи на Европската унија, Каја Калас, која на моменти, а некојаш многу често се однесува како некој кој да нема баш некое задоволително образование, па дава се некакви изјави кои што дали се однесуваат за историјата или за сегашноста, оставаат впечаток дека таа баш и не знае многу. Сега би навел два примери. Првиот беше дека се чудеше како тоа Русија и Кина слават дека се победници од Втората светска војна, а втората беше нема да зимаме веќе газ од Русија, од кај ќе зимате, па од цевка беше незиниот одговор, од гасовод, така нешто. И дали тука се работи за едноставно потрошен систем, потрошени вредности, па тоа е некаква логичка, би рекол, завршница на целата таа приказна, да такви луѓе на крајот ви дојдат, нели? Или пак се работи за, не знам, едноставно лош образовен систем, може би, или лоши политички опции кои ги имаме во моментов на нашиот континент. Човек тешко може и да ја свати огромноста и сложеноста на таа слика која во еден момент ќе произведе нешто обратно од што себе си се смета и од што била, да речеме, Европа. Ние ја држиме, ние вечните кандидати за
членство во Европската Унија, ја држиме сликата за Европа замрзната и идеализирана како да сме во некои 90-ти години. Меѓутоа, Европа од 90-тите години е неверојатно многу сменета, дури до непрепознатливост, а ваквите ликови во нејзиниот врв, во лидерската постава на Европа, како што е спомнатата Каја, се само заштитни знаци, оние видливи симптоми. Знаете, како, да речеме, во она СИДА, нели, имунобиолошката болест, во еден момент тешко оболените ќе пројават красти од ништожни инфекции со кои што имунобиолошкиот систем и кожата не може да се справи. И сега, луѓето Здрав прав изгледа човек. изгледаат здрави прави. Многу болести даваат такви далечни и навидум неврзани симптоми. Некои тешки болести на човек ќе му пожолти белката. Значи, ситни симптоми кои што сами по себе не изгледаат страшно, кога се шетаат Каја Калас или она претходна министерка за надворешни работи на Германија, Аналена Бербок. Да. Сега случајно спомнувам само 360 степени Аналена Бербок. Да, Аналена Бербок имаше проблеми со тоа колку страници има триаголникот. Мислам, тоа е, можеме да споменеме било кој од машките представници, за да не изгледа мизогиничен, кога моите животни ставови се точно обратни. Ја го сметам женската половина, ја сметам за по-паметна и по-човечна. Но Борел или Борел, претходниот министер за проширување за надворешни работи, значи тој е претходник на Каја Калас. Негова е изјавата за која што не знаете дали е дадена во 19 и во 20 за џуглата надвор од ЕУ. Значи дека е Европската Унија рајска градина уредена преубаво, внатре, ама обкружена со џунгла и со нормално со дивите и примитивни жители на џунглата, од која што таа мора да се пази, да се чува. Се тоа е расистичка, супрематистичка изјава која што лесно се даваше во времето на освојувањето на светот, вистинската глобализација, 18 крај на 19 век, кога се создавал и теоретски, значи и во литература, и во политика. Либералната мисла е тоа, нели, ние сме супериорни. Паралелно со таа супер либерализација или глобализација одеше и формирање на белиот супрематизам, расизам, чувството дека Европа е попаметна, помоќна и дека заслужува да владее со светот. Чувство дека другите се примитивни, дека се тоа орди. Тоа беше нормална работа во 19 век. Стана државна политика во време на 30-те години на многу држави. Да. И таа е една од главните потки во таа темелна плетка во формулата на фашизмот. Сега гледайте. Да, либерализмот е всушност основа на фашизмот. Да. Либералната демократија, односно капитализмот, е не само основа на фашизмот, туку фашизмот е капиталистичка творба
која што дошла во банкрот со либералистичката своја политика и прави конверзија од профитот од време на либерализмот, дава идентитетска политика, митови, магиско мислење, као храна за армиите што треба да гинат. А паралелно капитализмот и глобализацијата се префрлува само на државничко ниво и го покрива преоѓа на воена економија, а за воената економија е потребна јака идеја, подразбирам со многу наводници, тоа е митолошка идеја за борба на доброто против злото, идејата дека се загрозени нашата безбедност, пошто ние сме над сите други нас ни завидуваат и сакаат да не повлечат долу, да не уништат. Врз основа на таа измислена опасност, параноја, потоа се правда преоѓањето на воена економија. Тоа сега се случува. И со воената економија се покриваат кризите, дупките на либералниот капитализам. Да речеме, и сега, пред да скокнам, да сликувам со 29-та година и она што се случуваше после тоа. Тука само да спомнеме за гледачите, тоа е вториот пат на берзите во кризата прва, првата голема криза и најголема. 29-та година, крахот на Нјујоршката берза. Која е помала, но 29-та е таа страшната. Таа е мала, као што има во меѓувреме уште еден куп. Други, до оваа од 2008 година, која што е сега втора по последици. Значи, по големина е поголема, затоа што е економијата поголема. Точно, да, но по последиците сега гледайте, ние доаѓаме во ситуација да ги препознаваме истите зборови, тези, кои што ги изговара нацистички и фашистички идеолози и воѓи, да ги слушаме од устите на европските врвни политичари, министри за надворешни работи, или да ги слушаме од како ги изговараат европските лидери, НАТО, лидерите. Сите тука, нашите лидери. Значи, поразително е кога ние најмрачните од тезите, извадоците и цитатите од најмрачните времења и воедно од најмрачните луѓе во тие времења и актери на политичката сцена, денес тие ги слушаме од европските и лидери на НАТО земјите, што кон кој ние сме членка на НАТО, значи ние сме дел од тој свет и кандидатка и тоа прикачана веќе со големо искуство и паметење. Со обемно искуство, закачени на со име сменето со се, на задникот на Европа. И сега, гледајки и кон едната и кон другата формација, нели, политичка, како идеални и идеализирани, односно најдобри можни, кои што нас ни обезбедуваат иднина, ни обезбедуваат постоење, значи тие се од екзистенцијална важност, ние таму наоѓаме закрила. Предпоставуваме дека ќе добиеме и солидарна помош, на која што сме навикнати од кога... Но тој се заснова нашиот проевропеизам, значи само на таа помош, тука нема некакви други... Тој идеализиран, замрзнат поглед воопшто не
е подкрепен со фактите на стварноста. Што значи дека ние, како и огромни маси на луѓе кои што веќе 30-40 години се темелно перани во мозоците и местени на безалтернативен, еднополарен свет. Знаете, кај нас се зборува веќе 35 години дека евроатлантските интеграции, значи влегувањето во НАТО и во Европа е безалтернативно. Тоа е на еден начин многу лесно. Доколку доволно долго се тврди така и од наша страна, и од страна на НАТО и Европа, 35 години. Влегува во мозок. Не само што влегува, тоа е станува објективна вистина. Ние фактички цело ова време Тоа е факт. сме без алтернатива. Да. Во многу други ситуации. Значи, во најмногу што може да замисли човек ситуации, која ќе се најде во безалтерна ситуација, тоа е голема неволја. Да. Гледайте вака, во зборување, значи, тоа е кога ќе се најдеш во Судрен слепа од улица, зидот, да, колата те гази сега, во нема, агол, нема значи, друга алтернатива. Има милион зборовни такви асоцијативни идиоми, сложеници. Ние сме цело време кои во што- неволја голема зашто сме без алтернатива или сме глупави, не знам што. Не, видите, тоа дека сме глупави, тоа е Докажано. Гледате, утешно во претпоставката или во тврдењето дека сме глупави е што и сите други од видот Homo sapiens се слично толку глупави, само што се ставени во различна ситуација. Да. Историска, географска, геополитичка и така натаму. Економска. Иначе, најпаметниот вид, познат жив вид во Вселената е воедно и најглупиот. Да. Пошто дури да не зборам за Вселената, од нашиот сончев систем. од познатиот жив свет нема ниту едно живо суштество на било кој ниво на развој, дали е едноклеточно или се некои сродни цицачи или примати, кое што е толку глупаво како Добро, човек. ај сега за Homo macedonicus да се задржиме. Homo macedonicus vamaronica? Ај сега тоа. Или- сите и Или само сите македоникус? партии се проевропски сега, не дека тешко дека ќе најдете партија која во својата програма нема дека се залага за пат во Европската унија, тоа е така 35 години и ја не дека ние не требаше да влеземе да со Европската унија, но 35 Напротив. години да влегуваме е, мислам, нонсенс еден, нели? Напротив, гледате, 35 години замислете се влюбен во една жена, таа 35 години не сака со вас да излезе, вие нема да ќе останете нема, гледате. Као ќе ве нарекува средината. Вечните љубови и големите Ама вечните невозвратени љубови се непојмливи, а вечните литературни. љубови се тоа е и латинска поговорка. А сега вака, значи ние сакаме да влеземе во Европа, од некоја причина постојана не можеме да влеземе во Европа и ние обстојуваме на тој правец и ден денеска, без при тоа да кажеме дека можеби има и некоја алтернатива. Целата. Гледате. Или па да си останеме кај што Малце сме. преска го спомнав тој абсурд за Да. безалтернативниот свет. Да. Никој не си помислува, го смета тоа за најдобар аргумент. Немам излез. Ова е безалтернативно. Отворете литература, животно искуство, прашувајте луѓе, гледајте лингвистички колку има зборови, односно овие изреки или идиоми Синоними, да. кои што со синониматско значење, кои што безалтернативноста ја изедначуваат со крајна неволја. Со агонија, да. Безалтернативност без малку како безизлезност. Тука е, не е исто.
Сега, тоа ќе го споите со времето во кое што е тоа безалтернативно, доаѓате до втор ниво на неверојатен абсурд. Значи, ние цело време зборуваме и знаеме дека е безалтернативно, воедно се однесуваме како да е безалтернативно, кон нас се однесуваат како да сите знаеме дека е безалтернативно и ние сепак не сме направиле она што треба за да влеземе. Колку треба да сме глупави? Па сега, ако си на безалтернативен пат, ако не си, требаш активно да ја кажеш алтернативата. Никој не ја кажа. А постои таа? И ВМРО, која паразитски се обстои и напредува и се дофаќа на власт, секојаш паразитски, искористувајќи ги решенијата кои што разумната влада на возрастните, сите претходни време на СДСМ, ќе направеше жртва, али како што се прави во шах, жртва на пион за иницијатива, така се вика, или жртва на квалитет за иницијатива во шах. Што ќе рече, не можеш да очекуваш без жртва да направиш иницијатива. Сите наши вчленувања, уште во Обединените нации, па потоа признавања, мора да платите нешто. Секоја промена, особено во правецот во кој што вие потребен, да влизете во рајската градина, мора да крв. Мора да се изгребете од ружино трне. Од џунглата. Да, ружино трне кое што ги обкружува ружичњак, кое што обкружува рајската градина. Сега гледајте, таа цена испадна за нас дека одредуваат нашите соседи, измирувајќи си ги своите гревови и црни совести и влажни соништа од минатото. Сида на Грција на Бугарија. Грција и Бугарија. Од таму потекнува поводот. Меѓутоа, ако ние сме свесни дека е патот безалтернативен, а веќе сега знаеме сигурно дека бил безалтернативен, пошто 35 години не се појавила алтернатива. Тоа значи дека, добро, ако не првата година, она третата. Зарем ни треба 35 години за да сватиме дека кога си на безалтернативен пат, ја плаќаш секоја цена и дека на безалтернативен пат колку побрзо платиш, толку поевтино поминуваш. Па тоа е трговско, политичко, животно правило, кое го знаат луѓе без образование. Сега разговаравме секојаш е така. колку е Втората понуда е пропадната нели таа идеја низ луѓето кои што ја предводат Европска унија, сега треба да платиме некоја скапа цена да влеземе во некое друштво кој баш и не е весело. Гледайте, скапата цена се однесува на нашата неспремност да ја платиме ефтината, односно поевтината. Значи, во 90-тите го завршевме, ќе беше поевтино. Па нормално, да го завршевме со грците доволно брзо, ќе бевме во Европска унија пред бугарите. Пошто бугарската пречка е квалитативно многу поразлична од грчката. Да. Знаете, потешко премустимо. Ги ставаат во ист кош. Да. И може да се стават во ист кош, затоа што се тоа две формални пречки, нели? Првата која ја совладавме, влеговме во НАТО, втората која ќе ја совладаме, ќе влеземе во Европска унија, да речеме. Така да, ние сме
во одбивање да и поверуваме на стварноста. Паралелно, не сме направили ништо теоретски, идеолошки, на било кој начин, или политички, човечки, да видиме дали воопшто постојат алтернативи. Затоа е веќе исклучително многу доцна, затоа што во меѓувреме и едната и другата организација, значи и НАТО и Европската Унија, се отидени далеку од нашите граници. Да, и сега е... Значи, ние сме останале како туморче длабоко во нивната позадина. Да. И стратешки ние не сме им од никаква корист. Да. Не, ние сакаме да ги изборуваме старите приказни Македонија, Буре Барут, на крстосница. Каква крстосница? Ние сме слеп пат. Ние не сме на никаква крстосница. Веќе, долго време. Можда некојаш сме биле. Да, но сега не. Може би. Прашање е за сите тие папок на светот, центар на светот, крстосница, Швајцарија на Балканите. Не знам, се тоа Тоа безсмислици. Швајцарија на Балканите, Поезија. Тодор Александров, ама тоа не е стандардот швајцарски, туку да бидеме кантонално поделени. Тука се мисли Швајцарија на Балканите. Тоа е малце, кога се цитира, треба и да се докаже која е идејата. Со време поимите добиваат, изборовите добиваат свое значење како употребата ги менува. Така, апсолутно. Така да, од кога Швајцарија стана синоним за добро уредена и богата земја, Да. која што ја задржува, односно се труди се послабо и послабо, али се уште успева да ја подзадржува Со големи потешкоти. неутрале, да, со големи потешкоти, али Па и стандардот со до големи сега потешкоти се одржува. до сега профитирала заради неутралноста. Да. И Швајцарија, која што е пример за добро уредена земја, децентрализирана, не е ниво Европска Унија, ниво НАТО. Ниво Обединети нации не. Конечно, ниво Обединените нации не е. Што ќе рече дека имало точно обратни примери. Да. Меѓутоа, ние викаме, Па да, и таков пример Швајцарија на за Балканите нас- тоа значи да не за нас стигнуваме не важи никаде. таков пример, затоа што далеку сме ние од Швајцарија. Океј, тоа го рековме, меѓутоа, гледате го нашиот апсурд. Ние цело време викаме дека сме без алтернатива. И 35 години не можеме да сватиме дека по патот кој што е безалтернативен, времето не носи намалување на патарината, туку поскапување. И тоа го видовме како еволуираше спорот за името со грците. Конечно го видовме и со бугарите. Да, е многу понижувачки е тоа. Меѓутоа, Секого. ова е доказ за нашето политичко, геостратешко слепило, неписменост, недржавност, невизионерство. И дали Чисто само глупавило. ВМРО ДПМН е Чисто виновен? глупавило. Само е ВМРО ДПМН е виновен за ова? ВМРО ДПМН е највиновно, затоа што профитира, паразитира на цената што треба да се плати за да се влезе, не дава друга алтернатива, дури не ни порекува дека е ова безалтернативен пат и дека сме ние. Тоа да, и тие велат. Само ЕУ нема алтернатива. Гледате, што им фали да го раскинат Преспанскиот договор? Ништо. Многу профитира на Преспанскиот договор. Практично
Да, може да уште денеска да го раскинат, ако сакаат. Не, може у секој секунда. Да. И во секој секунд може да речат не, во ваква Европска Унија ние не влегуваме, ќе поднесеме апликација После да субјективни влеземе и објективни причини зашто би сакале или не би сакале да влеземе во во АСЕАН, Европска Унија. на пример. Да, во АСЕАН или во БРИКС Кај што или прика во... Southeast Asia. Да. Да кажам, нашите игри овде се провидни и толку е пожално што имаат, со последниве избори и парламентарни и се локални се покажа дека огромен дел од македонците се на тоа ниво на Нели може и македонци малку разочарани од тој 35 годишен пат да, во беспаке. Што имаше моменти кога бевме добри, ако ви текнува по од кога се смени името, нели? Се дојде таа несреќна северна. Така наречено расположение. Имавме тогаш Макрон, ако ви текне, кој рече, а не, ради Албанија не ве пуштаме и вас, нешто, имаше и такви ситуации. Значи, имаше една, и не еднаш, неколку пати на вистина, еден однос од страна на старите империалистички држави, кои се денеска нели во Европската Унија, кои на вистина, еден пежоративен однос кон нас, како ни веле, стрпете се уште некоја година, па не е толку битно. За да потоа се појави спорот со Бугарија. Ние навикнавме да се бавиме со нашата одговорност и тоа е у принцип здрава ориентација, затоа што човек првин треба да се запознае себе си, треба да ги препознае своите слабости, доблести лево десно и да се труди да се коригира, односно да се интегрира во околината и да се насочи во вистинската насока. Значи, секогаш во насоката кон доброто или кон моралното. Значи, таа базична ориентација сите ја има. Меѓутоа, таа може, ако останеме само на таа интроспекција и интроспективна акција во смисла да воопшто немаме став за она што ни доаѓа од страна, тоа не доведува до една друга ситуација на пак е тоа видна масовно заглупавување, но од друг тип. Факт е ова што го спомнавте, дека овие европските интеграции, НАТО интеграциите, се империален проект. Империален, империалистички, агресивен, воинствен, значи ширењето на НАТО е активниот фактор на загрозувањето на безбедноста, иднината и судбината на светот. Значи нема ни еден толку активен, агресивен и опасен агент на целата земјина топка. Во момент. Веќе 40, значи од 90-та. Да. 35 години не постои по-голема, по-моќна и за по-опасна, по-ризична организација за безбедноста, животите на луѓето. Затоа што, ако погледнете, 90-та година, 89-91, времето на декомпозицијата на Советскиот сојуз и почетокот на декомпозицијата на Југославија и на целата таа го нарекоа неуспел експеримент, а уствари е најуспешната утопија реализирана во историјата на светот. Утопијата за социјализмот, за праведната редистрибуција општествата, на солидарноста, братството, единството и бла-бла-бла, оние приказни што уште со Француската револуција излегоа слобода, еднакост, братство.
либерте, егалите, фратерните. Тоа е база на сите демократии, на се што денес се смета за добро, основни вредности се тоа. Тие беа остварени особено во југословенскиот социјализам, најмногу во споредба со сите земји на светот во историјата. Ги прокоцкавме придобивките на сметка на една абстрактна идеја за идентитетска идеја, ултранационалистичка идеја, дека сме ние нешто посебно, нешто над, нешто што мора да е одделно, другите се подолу, вклучително и оние првите до нас, со кои делиме соживот. Значи, во светски агент, вистински агресор, кој што ја буткаше таа приказна, и потоа финансираше многу политичка енергија, многу средства во тој национален проект, во тој националистички проект кој што за Соединетите држави, чии што војно-политичка алатка е НАТО сојузот, и за Европа, која што во меѓувреме се натоизира, да, и стана само логистичка поддршка на НАТО сојузот, односно на Америка. Големите земји може да се наречат европски, може да се наречат сега во вазална позиција во однос на Соединетите држави, а овие маливе, тоа се веќе територии. Ние сме ништо. така една Ние базичка. не сме ништо. Сега гледате, принцип на активниот агресор се гледа од тоа кој на каде се движи. Значи, ако имате точка А и точка Б, иако во релативен свет, каде што не ги ставате во некаква мапа просторно-временска, свеедно е која топка се движи, точка една кон друга, релативно е тоа Просторот се потпуно свеедно. Меѓутоа, во стварниот свет, кој прв почна, кој е причината, кој е агресорот, се гледа по тоа кој тргнал на која страна? на која страна, односно дали Во случајов западот тргнала на кај истокот. Ако А тргнала кон Б, Да. А е агресорот. Сега гледайте, во војната со помеѓу Русија и Украина. Или некој нема вели војна НАТО. помеѓу Русија и Украина, има помеѓу Русија и НАТО. Да. Таа е суштината. Од нејзиниот почеток до ден денес сите политичари на Западот упорно кажуваат две атрибуции пред војна. Агресија и непровоцирана. Да. Со ништо не испровоцирана агресија. Да. Сега, Тотална агресија. И едната и другата Да. се направени со крајна и крајно зла, а воедно и очигледна пропагандна намера за перење на мозоци и преведување на луѓе жедни преку вода. А тоа е, се поништува времето пред моментот на агресијата, која не се множи со нула, очигледна, да. значи, ништо не постои, искуство не постои, пометење не постои, преседани не постојат, не постои ништо што претходно се случило, та ништо и не можело да го предизвика. И наеднаш ова станува агресија. Зошто? Затоа што Русија упаѓа. Тука не сме да стане збор, ама чекај, Ама лани, било преклани, нешто, па Мајдан, не. не. таа упаѓа тука, значи тие се движат во Украина, тие се агресори, крај. Да. Втората приказна е, бидејќи
еве гледаме од точка 0 и временска точка 0, ништо не ги предизвика, тоа значи дека е таа како не предизвикана, што значи тоа? Тоа значи дека е радикално зло. Да, дека... Сега, идејата Сега вие тоа го пишувате... потполно неустановена. Правите една феноменална алузија со филмот Фатална привлачност во една ваша колумна, каде што нели ликови што ги толкуваат Глен Клоус и Майкл Даглас, нели прво се симпатични, па ги чувствуваме, така пишувате вие, а потоа го запознаваме нивното зло, така. И тоа е принципот на секоја немаме пропаганда. проблем со тоа кога прво Майкл Даглас ја дави Глен Клоус, а потоа неговата супруга нели на крајот ја просвирува со Значи влегуваме и велиме со идентификација. Тепа оваја вештеркава, нели. А инаку основниот мотив беше нели сексуална атракција на Майкл Даглас кон Глен Клоус, значи не беше нешто со пиштол натеран да легне со незе. Во добри манипулатори со човечки души, а филмските режисери се толку подобри колку што подобро ја раскажуваат приказната, односно колку што повеќе можат да го вовлечат гледачот во действието и да тој да се идентифицира со јунаците. Таму кај што не се идентифицираш со луѓето и не можеш да ја препознаеш околината, Нема емоции, нема ништо. Да. Не го ни гледаш. Онака, да. Можеш да го гледаш, ама ќе заспиеш брзо покрај филмот. Овде имам живо сеќавање. Идентификацијата беше толкава да целата сала ја давеше Глен Клоус, односно ликот што таа го играше Алекс во кадата. Тоа го прави пропагандата секојдневно со луѓето. Сега, значи кога рековте дека почнува инвазијата, ние не смееме се сеќаваме на претходно. Правата пропаганда лидерот на Русија во случајот Владимир Путин, тоа е зло, тоа е луд, тоа е нели се ова, без никаков мотив и повод, тој ја напаѓа Украина, и сите негови поддржатели, значи најголемиот дел од Русија, се зли и лоши. Апсолутно сите кои што активно не го осудуваат и не покажуваат дека се против. Значи сега не се признава од почетокот на војната, тоа беше јасно и предходно, меѓутоа од почетокот на војната најнаш се заоштрија работите. Да. И тој бинарен свет, тој црно-бел свет на тотални спротивности, кој стана пострашен од Орвеловската дистопија. Сега, особено првите 2 години, кога пропагандниот удир беше бесен и кога не можеше да се види дури ни отпорот на остатокот на светот. Се покажа во меѓувреме дека изолирајќи ја Русија со економски санкции и политички средства, кои што се без преседан во целата историја на светот. Значи, никогаш не постоело тоа. Тоа што НАТО земите, односно, нели? ЕУ, НАТО плюс минус. ЕУ и НАТО го прават во таа прокси војна како мерки за изолација, пропагандни мерки. Тие говорно, пропагандите, одговараат на оние од Втората светска војна, но овие економските и дипломатските се далеку од тоа. Прво, во Втората светска војна Хитлер уживаше во неутралноста на еден куп земји. Да, Шведска, таму целиот челик доаѓа. Значи, сите тие земји, Швајцарија, овие што прогласија Турција, конечно, таму Португалија и Шпанија, Шведска. Да, и тие ја ранат буквално германската економија со разни ресурси. Тие ги одбегнаа бомбардирањата и ја продолжија војната, односно му овозможија на Хитлер да убива уште 1-2 години сигурно. Значи, нивната неутралност не беше доведено во прашање. Доведено во прашање од сојузниците ни за време, ни после. Сега е греф. Американски компании тргуваа со стратешки материјали
воено-стратешки материјали со Хитлерова Германија до 43 година летото. Кога конечно се направи Сенатска комисија Која го спречува тоа, да. повеќе може да се рече оние најосвестените Сенатори. евреи, американски евреи кои што веќе ја знаеа вистината што се случува во Европа со нивните роднини, со евреите од Европа, дека се подложени на екстерминација, тие успеа да го сопрат, а пазите, од 10 декември 1941 година е Соединетите американски држави се во војна, објавена војна со Германија. Да, цели 2 години се тргува. Уште 2 години, 2,5 Сега, се тргува. Значи, гледате, сега е направено нешто најстрашно, со идеја да Русија се изолира, економијата да пропадне, целата Русија да клекне на колена, да дојде до масовно незадоволство, да почне промена на режим и конечно крајната цел е дезинтеграција на Русија, оние на повеќе нарекуваат префинетото еуфемизам деколонизација на Русија. Аха, да. Значи, нејзина дезинтеграција по сценариото по кое што тоа е направено со Југославија. И сега, тоа не се остварува веќе 4-та година. Од оваа страна не постои свест дека се НАТО се прерачуна заменувајќи ја Русија за Србија. Да. И дека уствари во Дека глобални, ембаргото на Србија е возможно, но не и на Русија, да. во глобални размери испаѓа дека НАТО земјите себе си се изолирале од остатокот на светот. Затоа што НАТО земјите сите заедно не прават ни 12% од населението на светот. А само во БРИКС има повеќе од 2/3. Повеќе од 66% од населението. Така да Кој е тука изолиран се поставува. кој е тука изолиран? И се гледате, 4-та година поминува и Европа не ја менува ни малоумната логика на поддржување на војната, продолжување на гибелот на таа братоубиствена војна кај што украинците и русите, кои што реално ја делат заеднички историјата и најблиски словенски народи, преплетени културно и традиционално, не знам како, се колат како црвени и жолти мравки. Европската унија, нели, и НАТО земјите, тоа го ложат не само со така наречена помош на Украина, туку и со сите политички, пропагандни и други средства. Тие себе си се изолирајќи ја Русија, прекратувајќи ги сите дипломатски и други економски, дипломатски, било какви контакти. Никакви. Првата година почнаа да ги забрануваат и книгите од руските класици. И да ги одлагаат, концертите култура на руските. без руската култура во себе не е истата. Пазите, европската култура без руската литература не е вредна да седнете на маса и да ја правите. Да прочитате. Сега, ние живееме, многумина велат во поствистиното време, тоа за гледачите најпластично би се објаснило мојата вистина против вашата вистина, па сега која од нив ќе успее да собере најголем број на луѓе кои што ќе поверуваат во тоа. Тоа не значи дека ниту па моето вистинито, ниту пак дека вашето и вистинито. Имаме една борба, постојана борба на наративи, да не речем на пропаганди. Колку долго
може Европа и НАТО, ЕУ и НАТО ова да си го дозволи? Колку време може да помине додека не она што го намерија на Русија, а тоа нели економски да ја изолираат, да ја ослабнат и да ја дезинтегрираат, нема да почне тоа кај нив да се случува. Гледайте, пропаѓањето на Европа е почнато веќе со години наназад, особено е Ова го забрзано, неверојатно е забрзано од почувањето на војната. Што гледате, војната ја измисли, ја предизвика НАТО. Тоа не значи дека Русија е невина, актер. односно дека е амнестирана од товарот на воениот криминалас, затоа што војната е нелегитимна, незаконска, спротивна е на не само на човечкиот резон, туку спротивна и на оние документи кои што се сметаат за основ на меѓународното право. Таа е со повелбата на Обединетите нации, која што се смета практично темелен документ од кој што се градат и другите документи на тоа илузивно меѓународно право. Меѓутоа, пазите, само тоа постои, така да не треба да се множи со нула. Така. Знаете, пошто кога ќе го лесно, кога ќе го помножите со нула, кога ќе видите дека све нули околу вас ќе ова било меко и несигурно, ама сега си во воздух и уствари во слободен пат. паѓаш. Да. Елем, да се вратам Добре, назад. сега доаѓаме нели велите На наративите, гледайте. На наративите. Да, тоа беше прашањето. Кога ќе видите дека наративите се одлепуваат од фактите на стварноста и преоѓаат во магиско и религиско мислење, каде што фактите во принцип и му пречат на наративот затоа што го усложнуваат. Да. И наративот сака да го поедностави, да го направи секогаш црно-бел, односно бинарен. Тој систем затоа што се покажа дека човекот од детство, таму негде во своето јадро, интуитивно го сака тој наратив. Тоа е она ад абсурдум претходно од почетокот на муабетот приказна. Обратно од овие промени и потполна несигурност, ние сакаме потполна сигурност. Не сакаме сомнеш. Не му е природена научната мисла на секој човек. Научната мисла му е природена на секој 100.000 човек, да речеме. Или 10.000, не е важно. Огромното мнозинство не сака, затоа што научната мисла е вечна сомнеш. Науката, знаете, Карл Попер и неговата епистемологија, која денес се смета за, да речем, важечка, таа кажува дека ако една теорија, односно научна теорија, не може да се побие, односно е структурално непобивлива, таа воопшто не е научна. Да. Значи, само побивливоста и нејзиното мењање со нешто подобро и поточно ја прави научна и ја прави веродостојна. Значи, вие може да верувате само на она на што се сумневате. Да го побиете и да го... Пазите, доаѓаме, тоа изгледа као оксиморон. Можете да се подпирате и да му верувате само на она кон што редовно треба да се сомневате. Така, да. Елем, во пропагандата, како се упаѓа у војна, така се чистат сивите зони
и колку е војната пототална и колку се актерите во војната пототалитаристички, толку сивата зона, зоната на сомнежот, станува понедопуштена, се криминализира. Луѓето кои што ќе речат, па чекај, дали е баш Русија толку крива као што велат? Дали баш е Пушкин? За тоа, дали Русија е крива, веќе се губи работа во Германија и во Англија и во други земји од НАТО. Веќе се губи работа, веќе баш би сакал да гледам нели балетска представа на или се сега ги пуштија тоа, видоа дека сега пуштија првата година не можеше, Чековски, меѓутоа медиумите останаа. И повторно гледате, ние, нели, како членка на НАТО, го забранивме RTI, Russia Today, таа најголемата глобална телевизиска мрежа руска, која е на англиски јазик. На англиски јазик. Мислам верзијата што ние имавме на англиски, иначе имаат повеќе јазичност за да допрат до повеќе луѓе. Што направивме со тоа што Не разбирам. И сега. Па кога е земја во војна, прво што се прави, она изреката е прва жртва е вистината, а прво што се прави е да се спречат можните прашања дали она што ние го правиме е у реду, окей, и дали сме ние стварно на страната на добрите. Тоа е најважно прашање. Дали сме ние добрите, а они се лошите. Кога е тоа окей, сите жртви се дозволени, цената не се прашува, него се вика чим е тоа зло, а ова е добро, крај, ова е значи митска борба на добро и зло, каде што не се поставуваат прашања. Ја немам дали, чувство кога, дека зашто и така натаму. И во минатото имало потреба од такво нешто, нели да прогласуваме ние добри лоши, тука едноставно војните се воделе заради интерес. Интересот сега нели се пресметува во пари, но до Втората светска војна. Да. А после во модерново време ги проценувавме. Да, и сега кој е допа? Дали е Израел подобар од Палестина, Јасер Арафат ли е, Садам Хусейн ли е, Ајатолах од Хомеини? Си имаме некои добри лоши момци. Гледате, многу често, како оваа ситуација, околностите се многу покомплицирани, покомплексни, Абсолютно. пораширени и повкоренети во историја, отколку што тоа на прва овака бегли поглед може да се види, но проблемот е што еве да речеме во овој сукоп, кој човек ќе го постави прашањето или ќе каже дека уствари НАТО е најголемиот агресивец на светот, што се потврдува со тоа за последните 35-30 години, кој направил војни кои што уништиле цели земји. НАТО бомбардираше Босна, потоа Југославија ја растури, потоа тргна Авганистан, потполно нелегални војни на империалистички на слободен избор во права смисла на зборот, па Ирак, па потоа Сирија, Либија, тоа се уништени општества. И имају куп во меѓувреме. Еве, веќе известно време се прават фини обиди да се вовлече Венецуела во војна, да влезе таму. Прилично фини обиди. Меѓутоа, тоа е незгодно затоа што Соединените држави, односно нивниот сигурносен апарат кој што размислува за тоа, сака да предизвика внатрешна војна, да најде актери кои што ќе водат, ќе гинат за нивни интереси наместо нив. Како што е тоа случајот со Украина и Русија. Тоа е најбезбедната околина, имаш некој што гине за тебе. Така беше Виетнамската војна, таква беше Корејската, такви се сите. Се само мислам дека едно прашање остане неодговорено. Големите империи сака да најдат некој што ќе води војната наместо нив, а тие
Тоа да го платат. Ќе го платат, Но ја тоа се со прашав, оружје и пријаски пари. мислам дека не добив баш точен одговор. Колку долго може тоа да го плаќаат и ЕУ и НАТО? Тоа, право да ви кажам, јас сум тотален атеиста, али нема да се покајам ако речем тоа, само Бог знае. Особено во ситуации, гледајте, кога јас ќе ја доведам во прашање радикалното зло на Русија и апсолутното возвишено добро на НАТО, на нашата страна, тоа не го правам за да ги свртам тие поедноставени бинарни приказни. Да, апсолутно. Да. Русија и Украина се две авторитарни сега воени диктатури кои што се колат. Таму жртвата не се Русија и Украина, него рускиот и украинскиот народ. Тие се жртви. А политичките елити и собствениците на имотот, на крупниот капитал, кои што секогаш ги прават војните во капитализмот, тие се горе и тие ги управуваат, овие ги мрдаат конците. Така да ние немаме, тоа е мојата теза е дека немаме добри и лоши. Ние не сме на страна на добрите. Со НАТО или со Европа. Европа и НАТО не се на страната на добрите. Не е ни Русија. Нема добри. Финтата е што нема добри во капиталистички војни, како што беше Првата светска војна, втората која е исто империалистичка, као и првата. Добри има и ослободителен карактер таа. И има ослободителен карактер и тоа само кај нас и во Русија каде што се водеше во Советскиот Сојуз. Социјалистичките земји. Сите овие други, Британија и Америка со Германија, Италија и Јапан водеше империалистичка војна за зони на интерес и колонии. Втората светска војна е колонијална војна, као што беше и Првата светска војна. Војна помеѓу империи. И сега, кој е одговорен за смртта, да речеме, на француските војници? Дали се тоа германските генерали Или француските? или француските власти? За смртта на французите во капиталистичка, во империалистичка војна се виновни властите на Франција. За погибијата, за гибелот на русите во оваа војна е виновен Путин и неговата власт. Меѓутоа, за целата погибија, гибел, одвратно разарање Украина? во Украина е виновен Зеленски и неговата он е клован, е ковичар, тој е кукла во рацете на неговите сценаристи и режисери. Тоа е неговата улога. Испадна дека малце се преигра, дека упадна предлабоко во неа, дека му ги занема уз него добронамерните режисери. Меѓутоа, тоа не го оправдува дека таа војна веќе 4 години е војна на избор. Можеше да не настане, доколку неговиот избор не беше да го реши прашањето на двете Донецки републики со сила. Украина концентрираше тамо војска која што беше тренирана и наоружена од НАТО. Тоа ја предизвика агресијата. Претходно, 8 години, русите се трудеа да се оствари Минската спогодба. Минск 1 и Минск 2 имаше. И во Минск 1, и во Минск 2 не се доведува во прашање територијалниот интегритет на Украина. Меѓутоа не беше прифатен од украинските власти. Не беше прифатена ни желбата воопшто да се имплементира, да се преговара. Така да сакам да речем,
тие не се добри. Тие како што е наративот европски, дека Европа треба се да плати, да прејде во војна економија, а потоа и во војна, да почне да гине и да биде на работ, на нуклеарна војна, да ги добие руските нуклеарни бомби разглава, значи тие кретени тоа го ризикуваат заради наративот дека во Украина се брани Европа. демократијата, слободата, човечеството, достоинството на човекот и европската демократија, безбедност, слобода и европските територии. Значи, се што е во овој наратив, од почеток до крај, е чисто просеравање. Не може да се измисли по прецизен, адекватен термин. Чиста лага. Врска нема со вистината. Русија 4-та година е во таа црницата на Донецк и Луганск. Уште не дошла до административните граници на Донбас. На тие две републики веќе. И неизе воедно за да се храни војната, се вика дека се тие неефикасни, дека губат цело време, дека еве не можат да мрднат од таму. Па зашто се плашиме толку од нив, ако се русите толку неспособни? Сега гледате, тоа е Орвеловата двомисла. Да. Тоа ја дефинира вака, пошто е на тотална лага, треба две неспојиви вистини да излегуваат како мисла се неспособни од иста и глава. многу страшни во исто време. Следното е, од која се неспособни и заради тоа неве ние ќе ги победиме, целите наши, кои се целите на битката? Да и се нанесе стратешки пораз на Русија. Да. Што значи стратешки пораз? Па неков нели дезинтеграција да заврши. Никогаш да не може веќе, тоа е стратешки пораз. Тоа значи дезинтеграција, промена на режим, распаѓање, ужас и кој знае колку милиони жртви во меѓувреме. Ама ние га елезе тоа. Тоа ние го нарекуваме као тоа е. Сега. Како е тоа можно? Па они се прво лоши, радикално зло, потоа се глупи, налетуваат на орди, они имаат више 10 милиона мртви. 20 некој ќе рече. Кој знае? 30. Тоа се вадат од ракав тие. Се гледа, тоа е се во служба на оштетување на нашите мозоци. Кога ќе заврши наративот дека се они примитивни суштества, дека се, значи кога ќе се заврши дехуманизацијата на русите и ќе се оправда било што, да фрлиме нуклеарки, нема проблем. Нема проблем, па тие се за нигде. Да. После тоа настапува прва следна дека се они таква закана. Такви глупави, неспособни за Европа, сиромашни, нели? Да први се на удар Балтичките, Полска, потоа Германија и ОИЕ и се рачуна дека Ла-Манш, Гибралтар и тамо Другите граници на Русија, да. До Тенерифе. Ќе бидат руските граници. Тоа е толку вон памет, толку е измислено. Меѓутоа, тој идиотлук направи да сите економии на Европската Унија, а најмногу оние најјаките, банкротот што настана, практично предизвикан од нивниот архибос од Соединетите држави, да се прекине секаков увоз, да се прекинат и физички гасоводите, нафтоводите и така натаму, целата таа ефтина енергија на која што Европа процуте во 90-ти, 2000-ти и наваму. Германија стана најголем извозник, веројатно после Кина, во светот. Неверојатен изблик
на богатство, просперитет, моќ. Сега им го сечеш за 2 години, еве 4-та година во Германија се случува деиндустриализација каква што не беше позната од Втора светска војна. Што значи индустријата, производството се сели, секое кое што се наслонува на електрична енергија, пошто сега Америка им рече, вие не смеете да зимате енергија од русите, за да не ја храните агресијата, машината, војната машина на Путин. Енергијата е поскапа 3 пати. Од кога тоа ќе го сечете, ние ќе ви продаваме 3, 4, 5 пати поскап газ и друго. Веднаш после тоа, од кога тргна да купуваат 5 пати поскап течен газ, видео дека Америка практично не може да го произведе. И почна да купуваат преку трета рака, пак руска нафта и руски газ, кој што доаѓа само со рацете поскапо, но не во доволни количини. Сите индустрии кои што зависат директно од електрична енергија, односно од енергија на фосилни горива, во Германија се затвараат. За да не се затворат метални, тешки машини и така натаму, тие доаѓаат до истиот заклучок до кој дошол Хитлер, до кој конечно и Соединетите држави се извадија од големата економска криза 29-та година. Тоа не беше New Deal. Знаете, во учебниците се учи дека во таа ужасна криза, кога наеднаш до 12 милиона американци останаа без работа, и знаеме тие слики, веќе се и во филмови, и во апсолутно најголемо сиромашење, пропаст, која што ја задеси Америка, таа најголема од сите империи. Светот сега, од учебници и од така плитки пораки по 140 карактера, запамтил дека дојде New Deal, кај што војната економија, државната интервенција, да влезе со државна интервенција, ова што стварно помогна, пошто нема друго. Меѓутоа, Америка се извади од кризата, тоа уопште не се извади од онаа структурна економска криза во која што беше упаднала. Ја извади Втората светска војна. Сега може оваа третава ќе ги извади повторно. Гледате дека империите и нивните вазали, кога ќе осетат дека лагодноста на нивното профитирање во така наречената е загрозена. Либерален капитализам не е загрозена, него банкротира, нагло се менува, тие преоѓаат кон воена економија, во која што и психологија, и наратив, во која што више не се дозволува да се поставуваат прашања, во која што веќе ни нормалните демократски стандарди не важат, пошто ние сме сега во војна. Не може сега таму. Не може да поставуваш прашање или да мислиш тоа што е во полза на непријателот. Значи, сега веќе не им се дозволува на земјите да бидат неутрални. Никому. Не им се дозволува ни на луѓето да задржат своја лична Па се забрануваат политички партии, кандидати во разни земји. Моево мислење, во кое што апсолутно не се глорифицира или слави Русија дека е она добриот, него напротив, се гледа дека се тоа две... Гледате по она што се случува внатре. Тоа се авторитарни, Украина многу повеќе, веќе воени диктатури, во кои што службите за тајните служби, разузнавачките служби и воената и условно речено цивилната го имаат главниот збор. Во Украина
не е шеф Зеленски. Шеф на Украина, екзекутивен шеф е Буданов. Тој е шефот на тајната служба. Да, на разузнавачката, воена разузнавачка и сигурност. ГУР, ако не се лажам. Да рече. Да. Така да, не им беше дозволено ни на Шведска и Финска да ја задржат. Да, во Втората светска војна Шведска можеше да ја задржи. Дури најголемата автономија на Швајцарија е финансиската, а не територијалната сувереност. Таа е загрозна. Пошто никој веќе не му паѓа на памет да осваја скијашки терени. Ја натера да ги замрзнува, односно имобилизира, како што сега употребуваат Руските пари. еуфемизми, руски пари. Мирослав Грчев, Сега тоа го кажа овој белгијанецов, кога донесоа на Европска Унија, ќе се искористат, значи ќе се украдат. руските пари ќе се користат ставени, за финансирање на Украина, да. Тоа се пари на приватни лица, да. Овој стана Белгискиот представникот на Белгија и вели, чекайте, после еден ден кој ќе ги побараат, кој ќе ги враќа? Колку ќе бидат? 140 или 350 милиони? Белгија ќе ги враќа. Или ЕУ ќе ги враќа. Да. Потоа, врз основа на кое право ние ова го правиме? Не И постои застана, вика бараме правен основ. Сега да речам, страшното во оваа ситуација не е што е Русија добра, а ние лоши. Што сме едните и другите тотални кретени. И тераме војна која што никому нема да користи овде, мислам, на континентов. На Америка се разбира, може да и користи, затоа што двата најголеми бизниса после првиот освојување на континентот, тоа е најголемиот бизнис што Америка го направила со најголем профит. И најголема на сите времиња. Потоа најголемиот бизнис е Прва светска војна, следниот е Втората светска војна. Што се двата најголеми бизниси на Америка. Ова сега најголеми. Да, ова е сега третиот бизнис. Ова е сега третиот кој што е во развој. Да. Мирослав Грчев, Може да е и последен. јас многу живо во овој разговор. Јас би разговарал уште најмалку уште толку, ама веќе час и половина сме. Тоа е- Студија, мислам дека е доволно. Крајна мерка е. Крај на мерка, нели? Толку и моите предавања најмногу Да. можеле да траат. Веќе Па- во таа ситуација гледав како им паѓаат главите на студентите. Да се видиме по некое време, па уште едно предавање да држиме. Нема проблем. Може? Секако, ќе ви биде драго. Ви благодарам многу и благодарам што бевте тука. Благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата на Митови и факти.